Изградбата на автопатиштата, железниците и гасното поврзување е приоритет на владата. Според премиерот Мицкоски, само со вложување во вакви проекти, Македонија ќе има единствена предност пред другите држави во регионот, како крстосница на Балканот да привлече инвестиции и да го забрза економскиот раст. Според Мицкоски, тоа е клучно во услови на глобална нестабилност предизвикана од кризата на Блискиот Исток. Потврдува дека поради воведените мерки за одржување на животниот стандард, во буџетот се слеваат помалку пари од акцизи од дизелот и бензините. Сепак потенцира дека активно се гради далноводот кон Албанија, гасоводот кон Грција, а наскоро ќе се објави и тендер за гасно поврзување со Србија. Ако ние тоа го направиме, тогаш можеме да развиваме се. Од туризам до се буквално можеме да направиме. Ние тоа не сме го направиле. Нашата цел е најголемиот дел од овие делници да ги завршиме во рамките на мандатот на оваа влада. Тоа е патното поврзување. Коридорот 10 горе-доле патно сме поврзани, зборам од Табановце до Гевгелија со автопат, но коридорот 8 потребно е да се заврши и тука многу жестоко работиме со жестока динамика да сето тоа се заврши, иако е прилично предизвикувачки проект, со што конечно ние патно ќе имаме озбилно добро квалитетно поврзување. Пренасочување на странските инвестиции од автомобилската индустрија кон дата центри и енергетски проекти. Според Мицкоски, на Македонија и треба струја за повеќе регионални инвестиции што ќе ги обединуваат државите преку вештачка интелигенција. Може би треба да се насочиме на друг тип странски инвестиции. Јас тоа го зборував во една прилика и тоа сега во тиват на почетокот од јуни сакам да го зборувам и пред земјите членки на Европската Унија, но и пред моите колеги од регионот. Факт е дека за да имаме вештачка интелигенција мора да имаме еден ланец, а тоа се дата центри и електрична енергија. Повторно ќе се навратам на Давос и на говорот на Фати Бирол, председателот на Светската енергетска агенција, кој што рече дека во следнава деценија, ако сакаме да ја развиваме вештачката интелигенција, но и ќе се зголемува потрошувачката на електрична енергија, ќе ни недостасуваат отприлика околу 40.000 теравати инсталиран капацитет. Владата е јасно насочена кон реформи на патот кон Европската Унија. Мицкоски вели дека како влада попрво би оделе по потешкиот пат, со кој местото ќе се заслужи со квалитет и резултати. Покусиот пат според него е полн со понижувачки предизвици. Во однос на исполнувањето на реформската агенда, тој повтори дека Македонија најдобро стои меѓу земјите од Западен Балкан, со 16 успешно завршени од вкупно 21 индикатор.